Председателот на Советот на град Скопје Трајко Славевски информираше за одржаната вчерашна седница која беше посветена на колапсот со јавниот автобуски превоз во Скопје. Советот на град Скопје на 21 ноември во вечерните часови одржа итна вонредна седница, 15-та поред на овој состав во изминатите 3 години, посветена на колапсот со јавниот автобуски градски превоз во главниот град. Низ конструктивна двочасовна расправа, членовите на Советот укажаа на низата недостатоци во секојдневното работење на ЈСП Скопје во изминатиот период и проблемите со кои се соочува предпријатието во обезбедувањето на витална функција за граѓаните на Скопје и сите останати кои на дневна основа користат јавен автобуски превоз. По завршувањето на расправата со консензус беа формулирани заклучоци кои беа усвоени од страна на огромното мнозинство од присутните, напиша Славевски на социјалните мрежи. Јавниот превоз во Скопје изминатите 2 дена беше редуциран поради недостиг на нафта, односно беа пуштени околу 30 на автобуси на јавното сообраќајно предпријатие, од кои 25 се на природен газ и уште неколку кои имаа резерви на нафта. Владата вчера на итна седница одлучи да прогласи кризна состојба и да му даде нафта за следните 7 дена на ЈСП од државните резерви. Под слоганот "Најдоброто допрева доаѓа", градоначалникот на Кисела Вода Орце Ѓоргиевски вчера вечер во преполната спортска сала Независна Македонија даде отчет за сработеното во изминатите 3 години. Во своето обраќање пред околу 1000 граѓани, Ѓоргиевски истакна дека се реализирани 95% од програмата, но и проекти што не биле планирани, но во комуникација со жителите се појавиле како итни и неопходни. Низ бројки реконструирани се улици во должина од над 59 километри во сите населби и населени места. Информираше дека општина Кисела Вода веќе ја реализира фекалната канализација, а со одлука на владата на Република Македонија и премиерот Мицкоски одобрени се 600.000 евра за изградба и на водоводот во Каменик Стаклара. Првиот човек на Кисела Вода информираше и за инвестициите во образованието, дигитализација, сензорни соби и прочистувачи за сите училишта. Проектот Ранче за секој прваче, проектот за бесплатни училишни реформи, доделени парични награди и за други погодности. Во своето излагање Ѓоргиевски ги спомена двата нови пазари, отворањето на кино и библиотека во Кисела Вода, но посебно се задржа на дигитализацијата, меѓународниот конкурс за расадник и бројните проекти во сферата на урбанизмот кои го сменија поранешниот имидж на општината. Ѓоргиевски се заблагодари на тимот со кој работи, на Советот и сите советници, на владата на Република Македонија и премиерот Христијан Мицкоски, на бизнис заедницата, невладиниот сектор и меѓународните партнери, но најмногу на граѓаните со својата поддршка, доверба и идеи. Им порача дека најдобрите денови за Кисела Вода допрева доаѓаат. Надзидот на кинотека на Македонија, Ротаракт клуб Скопје Центар, како дел од својата програма за 2023-2024 година, по повод одбележување на 10 годишниот јубилеј, постави впечатлив мурал посветен на Мето Јовановски, еден од најзначајните македонски актери и културни дејци. Една година по неговата смрт му оддаваме признание за ликот и делото кое остави неизбришлив белег во историјата на македонскиот театар и кинематографија. Јовановски е символ на македонската уметност, познат по своите маестрални улоги и огромен придонес кон културното богатство на нашата земја. Овој мурал, поставен на фасадата на кинотеката на Македонија, домот на македонската кинематографија, е уметнички израз кој ја истакнува суштинската улога на културата и уметноста во нашето општество. Тој ќе служи како инспирација за идните генерации како трајно сеќавање на Мето Јовановски, велат од клубот. Муралот е изработен од талентирани студенти на Факултетот за ликовни уметности, уметниците Евгенија Трајковска и Драган Илиќ. Како што нагласуваат од клубот, овој проект има двојна цел да ги промовира младите уметници и да удаде почит на великанот на македонската култура. Општина Ѓорче Петров ќе се разделени со 40.000 нови садници. Имено градоначалникот на Ѓорче Петров Александар Стојковски денеска заедно со екипите на јавното предпријатие Македонски шуми, општинската администрација и тимот на АДИНК започнаа голема акција на пошумување на опожарените површини во атарот на селото Кучково.
Повеќе од 20 хектари ќе бидат покриени со нов живот. Над 40.000 садници црн бор, чемпрес и јасен ќе ја враќаат природната убавина и ќе ја придонесат за поздрава животна средина. Ова е важен чекор кон обновата на природата, која беше уништена од пожарите пред неколку години, но и потсетник дека сите заедно можеме да направиме промена, порача Стојковски. Јавното предпријатие Комунална хигиена Скопје извести дека во текот на вчерашниот ден нивни екипи подигнале и транспортирале приближно 60 кубни метри отпад од неколку диви депонии лоцирани во скопските општини Газибаба, Чаир и Ѓорче Петров. Во општината Газибаба се отстранети 15 кубни метри мешан комунален, кабаст и градежен отпад одложен на јавна површина на улицата Никола Киров Мајски во населбата Хиподром, информира Комунална хигиена Скопје. Во Чаир се подигнати приближно 20 кубни метри отпад од дива депонија, лоцирана на улицата Кемал Сейфула, како и 5 кубни метри отпад одложен на сообраќајна површина во непосредна близина на трговскиот центар Мавровка. Екипите на јавното предпријатие Комунална хигиена Скопје подигнаа вкупно 20 кубни метри отпад од диви депонии лоцирани на улиците Лука Геров и Христо Батанџиев во скопската општина Ѓорче Петров, стои во соопштението на Комунална хигиена Скопје. Поради најавите од Управата за хидрометеоролошки работи за засилен ветер во вечерните часови проследен со врнежи од дожд, од јавното предпријатие Паркови и зеленило апелираат до граѓаните да не ги паркираат возилата под високи или суви стебла, со цел да се избегнат несакани последици. Инаку Управата за хидрометеоролошки работи прогнозира променливо облачно време со повремен снег претежно во западните делови. Во текот на ноќта ќе дува умерен, а особено долж по Вардарието, засилен северен ветер над 70 км на час. Минималните температури ќе бидат во интервал од -6 до 3, а максималната ќе достигне од -1 до 11 степени. Во наредните денови се очекува стабилно и тивко време, со ниски утрински температури и со услови за појава на магла по котлините. Таму е Скопје, град мој љубав лише, што ми расте сни. Вечно ќе ја